Марија Танасковска вели како со исхрана да се менаџира низок хемоглобин и хематокрит за време на бременост. Марија, тука е твојот доктор за да го менаџирате тоа. Значи, прва работа, хемоглобин е составен дел од црвените крвни зрнца. Тоа ти е на еден начин ЈСП во крвта, односно тоа е транспортот на кислородот до сите клетки во твоето тело и назад нормално враќа јаглероден диоксид. Процентот на црвени крвни зрнца во крвта па се вика хематокрит. И сето тоа за да ако ти се намалени количините и нели си под референтните граници, прво е нормално во бременост и не за џабе нели следењето со лекар често знаат да препорачаат лекарите фолна киселина, витамин B12 и така натаму, затоа што потребни се за изградбата на хемоглобинот и создавањето на крвните зрнца. Хемоглобинот го создава коскената срж и тоа е протеин. И тоа самото по себе ти кажува дека не се работи за само ти да додаваш железо, фолна киселина, B12, витамин А и така натаму, затоа што се работи за многу комплексен систем и доколку прашуваш како да менаџираш исхрана во бременост, нема ништо повеќе да се разликува од добра исхрана и вон бременост, а тоа значи и протеин, и масти, и јаглехидрати, и витамини, и минерали, доволно и во доволни количини, а твојот лекар за време на бременост ќе ја прати ситуацијата и точно ќе ти каже кој суплемент во кој дел од бременоста да го консумираш и во колкави количини. Но верувај ми дека и суплементите многу подобро ќе функционираат доколку имаш добра основа на исхраната, бидејќи едно со други сите хранливи вредности некако се исповрзани и ти џабе користиш додаток во исхрана ако немаш средена основа на исхрана. Самиот збор додаток нели вели дека додади го на веќе подсредена исхрана со добри темели. Така да тоа е мојот одговор за твоево прашање.